Почитувани, 365 дена Ковачевски, 365 дена скандали. Владата на СДС и ДУИ работи како до сега. Криминал, корупција и борба за личен интерес, наместо за народот и државата. Дезертерот Ковачевски почнува со основање на фирмата Pixel Group уште со доаѓањето на СДС на власт. За потоа, таа фирма, основана заедно со неговиот кум, да се најде во центарот на аферата Броило, тешка 26 милиони евра. Заедно со КМГ ЕОЛ Квазар, основана само од неговиот кум. Pixel Group во целиот период додека е СДС на власт добивала државна помош во износ од скоро 450.000 евра и грандови од Фонд за иновации и технолошки развој од 70.000 евра. Фирмата, основана од Ковачевски, добивала пари и во периодот додека тој бил мандатар за состав на влада. КМГ ЕОЛ Квазар, поврзана со Pixel Group, додека Ковачевски бил заменик министер за финансии, склучила договор со ЕВН тежок 2 милиони евра. А оваа компанија од доаѓањето на СДС на власт добила и скоро 2 милиони евра државни тендери. Аферата Броило резултираше со отворање на фирма во Тир-Стетово за градење на фабрика за соларни панели од страна на Pixel Group со бугарска фирма партнер во висина од 54 милиони евра. И додека луѓето околу Ковачевски се полнат со пари, Македонија се соочува со највисоката стапка на инфлација во последните 25 години. Инфлацијата во земјата е на врвот во Европа, со скоро 20%, а основните прехранбени продукти за само една година се поскапени за над 30%. Власта се богати, а народот осиромашува. Ковачевски не запира да ја срами Македонија. Владата се обиде да испрати 26 годишна ТВ презентерка на вести за генерален конзул на Македонија во Њујорк. Меѓународната репутација на државата од ден во ден се разнишува. Ковачевски ја убива и иднината на државата. Студентите се понижени и тие после долги години под притисок годинава излегоа на протести. Ништо од ветувањата за изградба на студентски град од пред 7 години, ниту за подобар студентски стандард. Нагризано и здравството, кое служи за тендери и матни сделки. Заради финансиски ќар, власта го раскина договорот за изградба на клиничкиот центар во Скопје, кој требаше да се гради на локација на постојниот. Само за да проектира нов кој ќе чини 4 пати повеќе од тој за кој веќе имаше одобрено и пари и проект. Заради алчноста на власта, сега државата ќе треба да плати 8,5 милиони евра пенали. Функционерите на СДС и ДУИ ги навредуваат новинарите, вработените по институциите и граѓаните. Советникот од ДУИ, Нефи Усеини, на дрзок и безобразен начин се пресметува со новинарите. Власта буквално функционира како до сега. Ке продолжат уште пожестоко ако не ги запреме заедно. Затоа се потребни предвремени избори, со цел промени и нова влада на ВМРО-ДПМН, која ќе донесе подобра иднина. Ви благодарам. Прво ќе ви кажам како ќе функционира. Како до сега. Како до сега. Фирма на кумот на премиерот Димитар Ковачевски, додека тој бил на функција заменик министер за финансии, склучила договор со ЕВН тежок 2 милиони евра. На компанијата Квазар добивала и државни тендери. Македонија има највисока стапка на инфлација во изминатите 25 години. Трендот на забавен економски раст ќе продолжи во 2023, а во исто време инфлацијата ќе расте.
28 годишната ТВ презентерка на вести Бесмира Ејупи ќе стане генерален конзул на Македонија во Њујорк. Од МНР Молк не потврдуваат како е предложена за генерален конзул, ниту какви се нејзините професионални квалификации. Младинското движење Студентски отпор попладнево организираше протест пред собранието. Државата ќе мора да плаќа пенали за раскинување на договорот за изградба на нов клинички центар во Скопје. Па сепак седите во советот на советништвото. Ти си мајка ти матрите би се ајде се силе како. Прво ќе ви кажам како ќе функционира. Како до сега. Како до сега.